На 14. јули во Македонскиот народен театар со почеток во 21 часот Националниот джез оркестар ќе има ексклузивен концерт каде што ќе настапи заедно со американскиот саксофонист Дони Маккаслин. Ова утро разговараме со господинот Гоце Стефковски, кој што е директор на Националниот джез оркестар. Гоце, добро ви утро. Ви благодарам што утринава сте заедно со нас и со нашата публика, со гледачите на Добро утро секој утро. Овде сме да најавиме нешто ексклузивно, нешто што ќе се случува во понеделник на 14 јули во Македонскиот народен театар. Што ќе биде на програмата и што ќе може да проследат љубителите на джезот? Па, добро утро на вашите гледачи. Она што е интересно и ексклузивно тоа е дека Дони Маккаслин е еден од луѓето кој што даде свој печат на последниот албум на Девид Бови, тоа е Black Star. Значи, едноставно со неговиот звук, нели, со неговото учество на тој албум дава посебен печат, иначе нормално, нели, за да се стигне до таму да се сработува со такви легенди, претходно, нели, има работа. Иначе Дони е моментално еден од, можеби, топ 5 саксофонисти во светот кој што неуморно работи, нели, на своја музика и експериментира на полето на джезот, така да самиот овој, да речем, самата оваа позадина или бекграунд, како да кажеме, го прави ексклузивно ова наше случување, да речеме, како концерт кој што треба, нели, да го реализираме. Инаку Дони Маккаслин е исто дел и од оркестарот на Марија Шнајдер, исто така и моментално едно од најпопуларните композитори. Исто така со Данило Перес и да не ги редиме, нели, сите познати музичари кои што сработуваат, работи на своја музика, експериментира со звукот цело време, така да на овој концерт на 14 ќе бидат изведени негови дела, ќе бидат изведени неколку композиции од Марија Шнајдер и мислам дека и од Владимир Николов ќе биде изведена една композиција ексклузивно која што е, нели, нормално напишана за овој концерт. Би се навратил уште малце, иако е сред лето, нели, сметам дека не треба да се пропушти овој концерт, пошто е ретка можност и за нас како оркестар, меѓутоа и за публиката, да имаме оваков гостина од светски калибар, така да многу сме среќни, оркестарот работи онака секојдневно на спремање на материјалот, многу се среќни дека ќе се случи ова и едноставно сметаме дека ќе имаме одличен концерт во понеделник. Кој е диригент на концертот и каде можат сите заинтересирани да ги набават картите? Диригент е господинот Владимир Николов, кој веќе оваа година неколку концерти диригираше со нас. Картите, односно билетите, може да ги набават на онлайн на МК Тикетс мрежата, како и на денот, нели, на самиот концерт на билетарата во МНТ. Сега оваа прилика би ја искористила да позборуваме малку и за Националниот джез оркестар. Една лична карта, едно запознавање со публиката. Како ви помина овие 6 месеци до сега и кои ви се плановите за до година? Дали можеме да најавиме уште од сега можеби некои ексклузивни концерти? Па, оно што би кажал тоа е дека изминативе 6 месеци сработевме доста, значи отворивме со програмот од Квинси Джонс, потоа следеше Cuban Fire, па гостувањето на португалската Греми добитничка за Латин Греми, тоа е Марија Мендес, потоа го имавме фестивалот, па свиревме на отварање на Гевгелиско културно лето, Гевгелија град на култура, Штипско културно лето, имавме соработки по повод 30 години билатералните односи, воспоставување на билатерални односи меѓу Македонија и Америка. За после овој концерт за недела дена почнуваме да се спремаме за настапот во Хрватска во Сплит. Исто така од меѓународни гостувања би најавил за есента, нели, нормално имаме планирано 4 гостувања, тоа е во Австрија,
во Прага, во Бугарија, во Србија, од ексклузивни, да речеме, гости кои што ќе настапат на 1 октомври, ќе дојде познатиот светски гитарист Курт Розенвикел. Мислам дека тоа е исто интересно да се спомне. Ќе настапиме на најверојатно на Скопскиот джез фестивал, да биде ова интересно како најава, можеби не требаше да го најавиме, ама ја го кажавме. Потоа следат Yellow Jackets као заеднички концерт, има уште доста изненадувања до крајот на годината. И сигурно завршен концерт како за крај на годината. Завршниот концерт не е новогодишен концерт. И обично го правиме детски новогодишен концерт да биде, пошто така е поинтересно, сите се радуваме заедно. И вани го правевме, беше многу интересно, даваме шанса на младите таленти да застанат со нас на бина, да се представат, да отпеат, да отсвират по нешто, така едноставно е многу симпатично тоа и сметам дека ќе продолжиме со таа навика или традиција, да ја кажем, да го правиме тоа. Од сега споменавте младите, тука би сакала да прашам, има ли джез публика во Македонија? Поготово има ли млада джез публика во Македонија? Како се посетени вашите концерти? Кои се вашите впечатоци? Секако дека има. Она што е за нас интересно, тоа е баш тоа дека огромен број на публика не посетуваат на сите концерти, значи продадени се, мислам дека не сакаат, најверојатно преди тоа што потекнуваме од народот, не познаваат доста луѓе од соработките со многу групи, како и наши состави внатре во оркестарот кој што ги имаме, така да сметам дека има млада публика, меѓутоа едно од задачите на оркестарот е исто да тој едукативен карактер, да речеме, да ја приближиме таа светска сцена и кај нас, да некако да имат можност гледачите да бидат дел, преку нас да бидат дел од сите тие светски, да кажеме, збиднувања, што се однесува до джез музиката. Останатото е преку концертите со студентите, например, има одредени некои настапи, некои свирки, низ градот, на тој начин исто пробуваме да доближиме оваа музика до младите, така да сметам дека до сега дека е добро. Уште еднаш потсетување, понеделник, 14 јули, 21 часот, Македонскиот народен театар, ексклузивен концерт на националниот джез оркестар и ќе ви благодарам уште еднаш за разговорот и ќе ве оставам сега да си вежбате заедно со вашиот оркестар, да се подготвите за понеделник. Ви благодарам за интервјуто и повелете на концерт во понеделник.